Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашна наша емисија, почитувани слушатели, вечерашно наше издание, кое го емитуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR, ќе ве запознае со најновите настани од Македонија. Поточно ќе го имаме градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, а исто така ќе имаме и продолжение од македонските кралеви, но и мој коментар на неделата. Но на самиот почеток еве и една славеничка честитка. Имено, нашиот сонародник Марко Јановски од село Велушина деновиве го славеше неговиот 94-ти роден ден со неговите најблиски. Денес пак синот Джими со својата фамилија, посебно четворицата внуци, како и неговиот брат Петре Јановски со фамилијата од село Велушина, на нивниот сакан татко, дедо, брат и стрико Марко, му посакуваат и понатаму да го служи здравието, дочекувајќи радост и од правнучиња и уште многу години да се редат нови роденденски честитки за него. Песната за овие неколку минути нека го потсети на неговите години од младоста, за да потоа го разигра неговото срце. Марко, среќен роден ден! Ај, засвирете ми чалги, srce radosna. Aj, svirete mi čalgađi, svirete mi se od srce, praznik mi je na dušama, ne splačam za
pričam za mladost. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. А сега да продолжиме со македонските кралеви. Во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со Лизи Мах.
Лизимах бил од 360 до 281 година пред нашата ера, македонски офицер и наследник на Александар Македонски, подоцна и крал 306 година пред нашата ера на Тракија и Мала Азија. Роден е према некои 362, а према други 361 година пред нашата ера, како син на тесалиецот Агатокле од Кранон. Живел во Македонија и своето образование го стекнал во Пела. Најверојатно бил избран за телохранител за време на кралувањето на Филип II Македонски. За време на воениот поход на Персија од страна на Александар Македонски, тој бил еден од неговите најверни телохранители. 324 година пред нашата ера во Суса, тој добил признание за неговите походи во Индија, па по смртта на Александар, 323 година пред нашата ера, тој бил назначен за управител на Тракија како стратег. Се родил во Пела, Македонија, како син на Агатокле. За време на походот на Александар во Персија бил еден од неговите непосредни телохранители и се истакнал во Индија. По смртта на Александар по 323 година пред нашата ера бил назначен да управува со Тракија и Херонес. Долго време главна преокупација му била борбата со одрискот крал Сефт III. Во 315 година пред нашата ера им се придружил на Касандар, Птоломеј и Селевкид против Антигон, кој меѓутоа му го свртал вниманието со подбуцнувањето на тракиските и скитските племиња против него. Во 309 година пред нашата ера ја основал Лизимахија во командна позиција кон грлото каде Херонес се врзува со главното копно. Го проследил примерот на Антигон, па се прогласил за крал. Во 302 година кога била направена втората свршувачка помеѓу Касандар, Птоломеј и Селевкид, Лизимах, подпомогнат од единици на Касандар, навлегол во Мала Азија, каде не нашол на отпор. При доаѓањето на Антигон, тој се повлекол да преземи во Хераклеја, па се оженил со вдовицата Амастрида, персиска принцеза. Селевк му се придружил во 301 година пред нашата ера и во битката кај Ипс, Антигон бил поразен и убиен. Неговите територии си ги поделиле победниците со тоа што Лизимах го добил поголемиот дел од Мала Азија. Насетувајќи дека Селевк станал опасно голем, Лизимах сега се сојузил со Птоломеј, оженувајќи ја неговата ќерка Арсиноја II. Амастрида, која се развила од него, се вратила во Хераклеја. Кога синот на Антигон, Деметри, го повторил непријателството, 297 година пред нашата ера, за време на неговото отсуство во Атина, Лизимах ги зазел неговите градови во Мала Азија, но во 294 година пред нашата ера склучил мир, каде Деметри бил признаен за владетел на Македонија. Се обидел да ја прошири својата власт преку Дунав, но бил поразен и заробен од гетскиот крал Дромихит, кој по пријателски договор го ослободил Деметри, потоа и се заканувал на Тракија, но морал да се повлече заради ненадејно избивање на востание во Беотија, како и од напад од Пир Епирски. Во 288 година пред нашата ера Лизимах и Пир извршиле инвазија на Македонија и го избркале Деметри од земјата. Најпрви на Пир му било дозволено да ја држи Македонија со титула крал, но во 285 година пред нашата ера бил истеран од Лизимах. Домашните проблеми ги загорчиле последните години од животот на Лизимах. Амастрида била убиена од нејзините двајца синови. Лизимах предавнички ги погубил. При неговото враќање Арсиноја ја побарала Хераклеја како подарок, а тој го одобрил, иако ветил дека ќе го ослободи градот. Но во 284 година пред нашата ера Арсиноја по желба за наследство за нејзините синови наместо Агатокле, кој бил најстариот син на Лизимах, почнала со интриги против него со помош на нејзиниот брат Птоломеј Керавн. Го обвиниле дека тој со Селевк заговарал да го заземе престолот, па бил погубен. Ова свирепа постапка на Лизимах предизвикала голема огорченост. Многу од градовите во Азија се побуниле, а неговите најверни пријатели го напуштиле. Вдовицата Агатогле пребегала кај Селевкид, кој веднаш извршил поход на територијата на Лизимах во Азија. Во 281 година пред нашата ера Лизимах го преминал Хелеспонт и влегол, а Хелеспонт е денешните Дарданели што ги викат, и влегол во Ливдија и бил убиен во
решавачката битка кај Курупедион. По неколку дена било најдено неговото тело чувано од верен пес. Било најдено на полето и предадено на сину Александар, кој го погребал во Лизимахија. Тоа беше за кралот Лизимах. А сега еве уште една песна од мојата поезија. Иконата која е секогаш во нашите срца, животот на нашите души, таа иста икона која е мачена и премачена, сечена и пресечена, газена и прегазена, но пак храбра и пак си горда и исправена и пак ги закрилуваш твоите чеда македонски. Да беше од камен ќе се искршеше, да беше од челик ќе се свиткаше, да беше од дрво ќе ти изгореа. Но ти си посилна од се, и од дрвото, и од каменот, и од челикот. Македонио, денот доаѓа за тебе и за сите нас македонците, но овој пат ти наша света иконо, дејни и ноќи ќе те ставиме токму од исток, од таму каде што сонцето изгрева, за да со твојата топла душа ги закрилиш сите твои чеда разлутани низ целиот свет. Парче земја бележано со сонце, на тоа парче земја течат бистри води. Тоа парче скина, тоа е мојата татковина. Та земја моја се вика Македонија. Тоа парче скина, тоа е мојата татковина. Та земја моја се вика Македонија. Еј моја најмила, еј моја сакана, во тебе сум роден и тука јас ке умрам. Еј моја најмила, еј моја сакана, во тебе сум роден и тука јас ке умрам. Ова песна моја од душа што ми извира, за сите наши мили по бели свет што заминаја, со гласно грло ние сите да запеме за нашата татковина, мајка Македонија. Со гласно грло ние сите да запеме за нашата татковина, мајка Македонија. Еј моја најмила, еј моја сакана, во тебе сум роден и тука јас ке умрам. Еј моја најмила, еј моја сакана, во тебе сум роден и тука јас ке умрам.
православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Дионовски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Во продолжение да го чуеме и мојот коментар на неделата. Према моје сознание, ако Охридското езеро поради светлоста и прозирноста на водата се вика Бело езеро, а и самиот град порано се викаше Лихнит, што значи светлост, односно светлина, Егејското пак море се вика и Бело море, а со тоа и Беломорска Македонија, поради белите делфини кои живеат во Егејското море. Македонија како најстара држава во Европа, а можеби и во светот, не случајно секој сакал да ја заграби. Со Атина од давнина сме имале и се уште имаме проблеми. Омразата на таа на таа новокомпонирана држава која е само 192 години стара према Македонија и македонскиот народ никако да прекине со нивната омраза. Ни зедоа буквално се. Само уште ни остана името на Македонската православна црква, иако и тоа Грција и Вартоломеј, користејќи ги двајцата тие олоши владиците Наум и Партени, иако
На сите нам ни е познато дека Српската православна црква ја врати целосно автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија со нејзиното уставно име и сите канони, исто како што имат и другите православни цркви, вклучувајќи ја и српската, руската, бугарската, грчката и така натаму. Што значи, како што напиша поврдарскиот владика Агатангел, дека Цариградската патриаршија е на исто ниво како и другите православни цркви, иако грците си припишуваат, односно Вартоломеј се прави како да е папата од Ватикан. Ова држава наречена Грција, Англија, Германија и Франција на јужниот дел од Македонија, иако и таму во античко време беше македонска, но на полуостровот Пелопонес ја формира како држава во 1832 година, каде баварскиот крал Ото цели 10 години се служеше со германскиот јазик. Им ја дадоа целата македонска историја, вклучувајќи ја и античката историја на грците, иако тие немат ама баш ништо поврзано со тоа, со таа древна Македонија, а големите сили ги поддржуваат со голема помош, а грците се гордеат и се китат со туѓи перја. Но не само тоа, тие големи сили држави во 19. и 20. век од македонската земја сечеја за да направат други државички, за да ја обиколат, плашејќи се дека да не се формира и трета македонска империја, а целта, како и денес на овие три големи држави, Англија, Германија и Франција, вклучувајќи ги сега и Соединетите американски држави, целта им е да ја снема за секогаш македонската држава, правејќи разни игри. Политички игри, мислам. Тоа е еден заговор за уништување на Македонија и на систематски начин. Не случајно, кога по балканските војни Македонија ја поделија на 4 дела, а со тоа место да го затворат македонското прашање, тие го отворено. А зошто? Веќе на сите ни е јасно, со самостојувањето на Република Македонија почна со замислената нивна задача уништување на Македонија и се што е македонско. Дали некој од вас се запрашал зошто и кој го направи атентатот на Глигоров? Тоа беше да биде отепан и Македонија да биде поделена на Албанија и Бугарија. Меѓутоа Господ Бог не дозволи земјата во кој се родил и самиот тој Бог да се уништи. Го спаси Глигоров, а Глигоров, иако во таква состојба, го заврши својот председателски мандат. Така да, ако постои Македонија, овие големи држави, со постоењето на Македонија не можат да го лажат светот. Не случајно со формирањето на другите држави околу Македонија се дојде до судири измеѓу самите нив, кој повеќе да грабне од македонскиот плен. Тогаш со Букурешкиот договор 51% од територијата на етничка Македонија и припадна на Грција, каде тогаш таа Беломорска или Егејска Македонија броеше 1.700.000 македонци. И не случајно Грција со помош на Англија, Германија, Франција и Соединетите американски држави ја измислија така наречената граѓанска војна во Грција, за да истераат со илјадници македонци од нивните родни огништа, а од тие што останаа да ги раселуваат по грчките острови со цел да го заборават својот мајчин македонски јазик. Знаете топонимите, имињата на градовите, села, реки, езера, места, планини и долини ги заменија со грчки имиња и така натаму. Повеќе од јасно е дека овие 3 до 4 големи сили не мируваат за да нас македонците не уништат, користејќи ги соседните држави и внатрешните фактори што се во Република Македонија не асимилираат нас македонците, бидејќи светот ја виде веќе вистината, а тие поготово германците, кои на нивниот Нордиско-германски институт во 1853 година се што беше македонско го заменија со други имиња, како што сум спомнала веќе многу пати во моите емисии. Нивната злоба е толку голема, па затоа и ни ја кројат оваа лоша судбина за Македонија и нас македонците. Ако на оваа територија со векови живееме, а името Македонија, односно македонци, е име на белата раса, по кое сме препознатливи, стројни, симетрични, ако можам математички да се изразам, зборувам за сите така наречени славјански народи кои се од македонски корен, како руси, срби, бугари, црногорци, словенци
Словенци, Хрвати, Босанци, Полјаци, Белоруси, Украинци, Чеси, Словаци и така натаму, што денес према државата во која живеат се нарекуваат, се идентификуваат. За жал таквите го занемаруваат и нивниот македонски корен. Затоа и не треба да очекуваме многу од нив. Ние треба да бараме од оние македонци кои во себе го носат своето име македонско. Во овој контекст ќе ги спомна македонците во Пакистан, хунзите, кои отворено кажуваат дека се македонци со сите наши македонски обичаи, песни, па и многу зборови кои ден денес ние македонците, а и тие ги употребуваат во секојдневниот живот. Тие исти македонци кои допред едно 70 до 80 години беа посебно, а сега се на Пакистан, примајќи ја муслиманската вера, а веруваат и во Христа Бог. Ке ве подсетам кога Александар III Македонски одеше во Сирија, Египет, Персија и така натаму, беше дочекан од своите луѓе на највисоко ниво. Но кога дојде принцот од Хунза вилаетот, од Пакистан, на сличен начин беше дочекан од владата на Република Македонија, кога председател беше Никола Груевски. Ако покојниот професор Ташко Белчев во своите историски книги има пишано дека македонците на овие простори живеат над 400.000 години, а нивната цивилизација е од пред 17.000 години, се прашувам, како едно муртинско створење со име и презиме Зоран Заев и со неговото пенкало го стави подписот за промена на нашето исконско име Македонија, што овој акт од варварите или западните надворешни сили инсистираа, иако никој не смее да ме промени од она што сум само македонка, зашто таквиот закон не постои. Ако ние македонците ги почитуваме нивните идентитети, тогаш не смееме некој нас да не подценува. Дури и соседите сакаат да се прават македонци, земајќи ни ја македонската историја, а римјаните велеа, би биле горди ако сме македонци. Исто така османлиите, кога дојдоа за да ја освојат Македонија, тие ги најдоа македонците и имаат речено, повисоко од највисокото нема од македонецот. Тоа е и во нивните архиви и самите знаеа османлиите кога се создадени така наречените Грци. Што повеќе од ова, кога тогаш немаше никакви држави со други имиња освен Македонија и македонскиот народ. Исто како што 38 пати во Библијата е спомната Македонија, а нити една друга држава не е освен евреите, иако ќе дојде ден кога ќе се открие дека и тие се дел од македонскиот народ кои променија вера. Зборувам за европските евреи, а не оние како во Етиопија што ја примија еврејската вера и слични како нив. Од сево ова што сакам да кажам? Грција е политичка опција која е во интерес на големите сили за да владеат со светот. Зашто во 1913 година им го дадоа најголемиот дел од етничка Македонија за да им се скрати патот по кој пловеа англичаните за да стигнат по најкус пат дури и до Индија. Едноставно кажано, грците се вештачки народ. Тоа е толку едноставно за да го одбраниме македонското име, но нашите блудничави или лудничави политичари на чело со Заев и Ковачевски го направија тоа, без да мислат или смислено можеби. Исто како кога на кравата ќе му ја отвориш вратата од плевната, па не знае кај да оди. Така и овие двајца луничави од Македонија. За мене се едни нерани мајковци, однародени македонци, заедно со сите нивни истомисленици. Како што реков, светот, сите светски историчари дознаа за вистината за Македонија од глупостите што ги правеше Грција со Мицотакис и се до денес. Може би и ни направи голема реклама, Мицотакис би рекла. Но и многу наши видни личности како Ташко Белчев, Костурски, Ристо Ивановски, би го спомнала и Одисеј Белчевски и многу други што пишуваат за вистинската историја на Македонија. Но јас би ги завршила моите неколку реченици со следното. Пророчанството што Даниел го рекол во Библијата, поточно во Стариот Завет, Македонија 23 века ќе трга мака, катастрофа и слично. 23 века или 2300 години беше некаде до 2008 година.
А Даниел рече, доколку Македонија ги преброди сите овие 23 века, таа ќе биде вечна, без разлика што и да се прави и кој колку сака да ја угнетува, но ќе биде за кратко време и пак ќе си го добие своето. Исто во Библијата е спомнато дека на сон му се јавило на апостолот Павле да оди во Македонија и да помогне, иако по моје мислење дека тој е од Македонија замина таму каде што беше и повторно сакаше да се врати во своето родно место, исто како што сакаја и Кирил и Методи. Па исто и би ги спомнала Константин и Димитар Миладинови и слично. Но исто така во Библијата е пишано дека тој што му се јавил на Павле бил Господ за да оди во Македонија и да го проповеда Евангелието. Тогаш навистина си го поставуваме прашањето, што е причината баш во Македонија да оди Павле, а не во арапските или африканските земји? Овие историски траги се напишани во Библијата, што значи и Господ Бог, а тоа е Зевс, односно богот на животот, кој е роден во Македонија, а подоцна и сите други богови, богињи и светци. Како што реков, Господ го праќа апостол Павле во Македонија, а јас би рекла, може би го прати апостолот Павле во одбрана на христијанството, наречено по името на Исус Христа, односно горе-долу истата религија и беше и порано, како што пред Христа беше хеленската религија, за да се одбранат од римјаните. Тогаш не постоеле нити балканските држави, нити Англија, Франција, Германија и така натаму, само Македонија. Очевидно е и тоа дека природните богатства што ги има Македонија се голем плен што големите сили ни имаат земено, како што настојуваат и за рудникот на планината Кожув, а тоа е рудникот Алшар, чие име е добиено во крајот на 19 век, односно кратенка од банкарската француска фамилија Латини и рударскиот инженер Шарто. Овој рудник на минерали во кој има злато, талиум, лорандит, кој е единствениот во светот, а се наоѓа во Македонија кај Кавадарци, а се зборува дека многу малку има и во Шри-Ланка. Па познати светски геолози, овој рудник Алшар, кај Кавадарци, поточно во подножјето на планината Кожув, на неколку стотини метри од селото Мајден, го нарекуваат најчувана тајна на планетава Земја. Дури некои геолози велат дека овој рудник на лорандитот е најголемата тајна на човештвото, бидејќи во неговата утроба, или да речам во неговата внатрешност, во неговата внатрешност наводно се криела тајноста на постанокот на космосот и на сончевиот систем. Бидејќи тој минерал прима и испушта енергија и многу лесно се витка, а верувам дека знаете дека лорандитот Александар Македонски го ставал на штитот кога одел во битки токму од светлоста, за со тоа го победувал непријателот, што за ова негова моќ знае целиот свет. И ако речеш дека си македонец од Македонија на некој странец, секој ден знае која е Македонија и ќе ти рече: "О, Македонија тоа е библиска земја со Александар Македонски." Почитувани македонци, може би јас не сум меродавна, не сум компетентна за да го повика македонскиот народ и да се срушат сите илегални договори, закони, амандмани. Но према мене, ако целиот македонски народ стане на нога, најпрво масовно да излезе и да гласа за да се исфрли до сегашната ненародна криминална влада, тогаш дефинитивно можеме да успееме. Најпрво во сите институции да се врати името Република Македонија, аеродромот, автопатот да си биде повторно Александар Македонски, да си ја вратиме вистинската историја за Македонија, но сите заедно собрани, исто како што и песната не собира сите нас. А јас ќе завршам со следното. Ако султанот Мехмед II, кој беше роден во, мислам, 1480, односно би рекла 15 век во Едрине, им понудил на македонските трговци, а знаете Македонија и таму во денешна Турција се простираше, а главен град или престолнина на Македонија тогаш беше Цариград. А Цариград порано се викаше Визант. Султанот Мехмед II побарал од трговците да му кажат од каде да влезат
значи османлиите, за да го освојат Цариград, а потоа полесно да влезат низ Балканот во цела Македонија, која, како што реков, го зафаќаше Балканскиот полуостров и пошироко, што со помош нивна и успеал султанот. По кратко време им наредил на генералите да ги донесат трговците пред него во Сарајот. Од кога трговците биле донесени пред султанот, тој им подарил тоа што ветил. Им ги ставил вреките со златници пред нив, а потоа им ги пресекол главите. На тоа генералите се зачудиле, а султанот им рекол: кога тие својот народ го предадоа за пари, замислете што можат да ни направат нас.
Македонија, земја на Балканот. За наша држава Македонија, дрва на Балканот. И ете полека се наближуваат и би рекла последните 13 минути до крајот на нашата вечерашна емисија. Токму затоа ќе ги проследиме со разговор од градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој беше на конференција во Франција, а исто така и на пресконференција во Македонија. Ви посакувам пријатна седмица со желба да не слушате ината недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со Радио Часот Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител на Радио Часот Глас од Македонија Драгица Белчевска истовремено ви посакува и добра ноќ. Нашата основна цел е да се вратиме на темелите на нашата државност, тоа што во континуитет го газат. И линденците, и асномците, тие ќе ни стојат како сенка, а ние ќе газиме напред заедно со граѓаните на Македонија и при тоа нема да делиме никој. Ниту по вера, ниту по етнос, ниту пак по припадност, туку ќе бидеме обединети сите за Македонија. Но при тоа, на тој пат ќе мора и да учиме, особено ние македонците, да учиме од нашите сограѓани албанци, да постигнеме национален консензус на македонскиот народ во оваа држава, бидејќи ако не го направиме тоа, ќе не нема, драги мои пријатели. Бидејќи како што велат, ножот е дојден до коска. Комитите своевремено се колнеле на кама, пиштол и Библија, а овие денеска се колнат на жими мајка. Според Димитриевски, граѓаните се обезволени, фрустрирани, разочарани и мора да им се врати надежда дека има светла иднина, а за тоа да се случи порачува, дека ќе работат да изградат држава во која право и правда ќе има за сите, држава во која секој подеднакво ќе одговара пред законот, држава која ќе се грижи за правата на сите граѓани подеднакво, почнувајќи од најмладите па се до пензионерите, за стопанството, за природните ресурси на државата, за животната средина. Што се однесува до членството во Европската Унија, тоа е еден од нашите врвни приоритети. Но ние македонците, Македонија и сите граѓани на Македонија ќе влеземе во Европската Унија со крената глава, не со понижување. Секој договор и секој протокол е подпишан од луѓе и може да биде сменет од страна на истите тие луѓе во зависност од состојбите и моментот кога ќе се стави на маса. Но суштината овде е дали е ова единствениот услов, бидејќи лично мене, ама воопшто не ми смета бугарите еден ден да бидат составен дел на уставот. И сите останати граѓани од сите други етнички заедници да бидат тука. Но ми смета ако ставам некој во уставот и ме негирал до вчера од надвор, а денеска ме негира во собствената држава како граѓанин на оваа држава. Па ги гледам до вчера биле функционери, министри, премиери и така натаму, а денеска велат јас како бугарин сум обесправен во Македонија. Јас искрено не познавам таков. Тоа е чиста политика и додворување на софиските политики. Бидејќи Бугарија сакала или не, ќе мора да свати дека од македонец бива само македонец, дека од албанец бива само албанец, дека македонците во Мала Преспа се македонци и никогаш нема да бидат бугари. Ви благодарам. Општина Куманово е најголемата општина во Македонија, во која што живеат 11 различни етнички заедници. Како што ние денеска говориме овде секој на својот мајчин јазик, може би во едно од колевките на Европа, така и ние во Куманово на седниците на Советот во слична
сала нова, говориме на повеќе јазици и користиме вакви уреди. И добиваме симултан превод, а секој има право да зборува на својот мајчин јазик, бидејќи кога го употребува на него се искажува. Говорат советниците на македонски, албански, српски, ромски, а дента кога ќе влезе и некоја нова етничка заедница, ќе има иста една таква можност. Всушност, ние имаме Европа таму на лице место во наше Куманово и сме Европа во мало, но за жал не сме во Европа. Некаде 1991 година Македонија стана независна држава, а јас тогаш имав неполни 16 години, а денеска полнам 47. И повеќе од 30 години чекаме во ходникот на Европа или во предсовието за да бидеме полноправна членка. 2005 година поднесовме барање, пред повеќе од 10 години добивме кандидатски статус, поминавме трновит пат, имавме проблеми, се обидовме сами да ги решиме, некои од нив и со медиација, но за жал се уште чекаме. И кога ќе го слушам терминот Западен Балкан, да кажам искрено од срце, ми смета, затоа што ние сме Југоисточна Европа и јас се доживувам себе си, и моите граѓани се доживуваме себе си за составен дел од Европа и Европјани. Мојот град се наоѓа на 3 многу битни европски коридори и поминуваат из центарот на градот коридорот 8, коридорот 10 и железничкиот коридор Балкан Експрес, кој што тргнува од Хамбург, а завршува во Атина. И ние Европа ја имаме всушност со почетокот на тој коридор. Но кога дојдовме овде, патуваме преку Базел, и кога дојдовме на аеродромот во Базел заедно со моите колеги, избравме да одиме на граничниот премин на европската граница, не на швајцарската, и чекаме повеќе од 45 минути, за да поминеме повеќе од 50 луѓе на пасошка контрола, но за жал гледавме како луѓе кои што поседуваат швајцарски или европски пасош минуваат за 2 до 3 минути на автоматското скенирање на пасошите и се прашуваат себе си, а зошто и јас да не можам вака и зошто и моите граѓани да не можат вака. Значи, ние денеска овде сме сите во оваа сала заедно со вас, нашите домаќини, првенствено луѓе. Дополнително, дел од нас се балканци, како што ние си нарекуваме, со нашата голема и предолга историја, која што имаме и премногу, како што Черчил рекол, а немаме можност ни целата да ја консумираме колку е голема. Но во составниот дел на таа балканска историја е токму и Европа, бидејќи сите големи битки, многу важни битки из историјата се случиле токму на тие наши простори кај што ние сме се родиле и кај што сакаме да се раѓаат нашите внуци и правнуци, а не секојдневно да мигрираат во Европа. Бидејќи ние ги изгубиме најголемите умови, во чие што едукација и образование всушност вложуваме последните 30-40 години. Ние денеска во нашите држави немаме кој да не лекува, затоа што сите лекари се тука. Не сакаат да работат во Македонија за 600 и 700 евра, туку сакаат да работат за 5, 6 и 10 000 евра месечна плата во Европската Унија. И јас тоа го разбирам. Дополнително немаме кој да ни нацрта проекти, градежни проекти, затоа што сите градежни инженери замина од нашите простори. И ќе дојде моментот кога ќе имплементираме и тврди проекти, како што велиме согласно предпристапните преговори, стратешки проекти и ИПА фондови, но ќе нема луѓе кои што ќе треба да ги нацртаат проектите, затоа што овие млади луѓе кои што ги видовме претходно на презентацијата ќе завршат високо образование и ќе заминат за Европа, ќе немаме градежни инженери.
па ќе мораме од нашите луѓе да побараме услуга од надбор како консултантска услуга која што ќе биде скапо платена повторно со наши европски пари за бидат изготвени едни такви проекти, а ние впрочем да можеме да аплицираме за самите европски фондови за да постигнеме соодветно ниво на развој на нашите локални самоуправи како што се европските и еден ден и де факто да видиме на Европа. Но при тоа мора да нагласам дека Шуман има некога ја градија, барес јас така учев по европско право. Кога ја градија Шуман и Моне Европа ја градија врз база на принципи взаемно почитување. И че замислите што ќе се случише со Европа доколку не договорија тие за јагленот и челикот и дали истата Европа ќе се изградеше и ќе станеше тоа што е денеска, доколку немаше трансфер на знаење, трансфер на стоки, взаемно почитување. Замислите тогаш да ја кажеше Франција на Германија ќе го смениш името, или пак Германија на Франција ќе морате да додадете географска референца, или не сте повеќе французи, вие сте некоја поинаква нација која што припаѓате на германската нација. Тоа во континуитети се случува на мојата држава последните 30 години. Длабоко сум повреден и јас и моите граѓани и сите во регионот поради големите непринципиалности, не само взаемни на Балканот, но првенствено непринципиалностите кои доаѓаат од Брисел. Зошто? Затоа што беа примени земји членки токму од тој регион на Европа, од југоисточната Европа, каде што имаше земји членки кои што не беа развиени на ниво на некој однос, но сепак се денеска полноправни членки и се наоѓаат за право да ги блокираат останатите. Каков пример испрече Европа на тој начин, кога толерира едно такво однесување и при тоа наоѓа одредени политички предлози за соодветни решенија, како што беше последниот француски предлог, кој што на сила и на притисок беше иструкан да помине во нашиот парламент, се со